Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е новото издание на емисијата Тавоординација. Оваа Тавоординација започуваме со изјавата на гевгелискиот директор на болницата, во кој што во обраќање пред Општинскиот штаб за спасување и заштита бара воведување на полициски час во општината, ги објаснува состојбата во болницата со капацитетот на лекарите, но и исполнетоста на сите легла во болницата. Во продолжение изјавата на доктор Митко Крџев. Краток рапорт во однос на состојбата со ковид пандемијата во општина Гевгелија и направена една компаративна анализа со претходните месеци, значи ноември, декември во 2020 со број на заболени лица, со број на третирани лица, со бројот на заболени и третирани лица во ковид центрот, односно во општа болница Гевгелија, јануари до 15 февруари. Ова го потенцирам зашто од пред 7 до 10 дена, значи од кога после е пишуван рапортот, имаме одредено видоизменетост на состојбата, така да ќе се обидам да ја презентирам и денешната состојба. Значи, кои беа компаративните констатации во однос на заради верификација на она што претходно го реков? Периодот ноември-декември 2020 година во просек бројот на пациентите на дневна терапија варираше од 50 до 60, зборувам на дневна основа, и 15 до 20 пациенти на хоспитален третман во изгрижувани во адаптираните простори на интерно оделение, кој што беше адаптиран како ковид центар. Од втората половина на месец јануар до 15 февруар имаме една редукција на бројот на пациентите, како резултат и на бројот на ново заразени. На дневна болница имавме негде во просек 15 до 20 пациенти и во ковид хоспиталниот дел имавме 2 до 8 пациенти, најчесто во просек 4 до 5 пациенти дневно. Што би значило или апроксимативно негде 30% од претходната највисока стапка од пред Нова година. Ова во тој период поповолна ситуација не овозможи да направиме трансфер на активностите во новата ковид модуларна болница. Предпоставам дека сте информирани дека модуларната болница беше готова пред Нова година. Меѓутоа, заради се уште високиот број на новозаразени лица и пациенти кои што треба да се третират болнички, а со обзир на редуцираниот капацитет на ковид болницата што го имаме и сега, моравме да останеме се уште во тие простори. Штом почна да паѓа бројката, го искористивме моментот и да ја ставиме во функција ковид болницата. Така да болницата со активности во болницата почнавме од 1 февруари 2021 година. Во моментот, во модуларната болница всушност се одвиваат и сите процедури. Што значи? Од прием на пациенти кои што се сомнителни на ковид, тестирање со брзи и со ПСР тестови. Тука е сместен и Центарот за јавно здравје, односно тестирање од страна на представник на Центарот за јавно здравје, лабораториски анализи, лекарски прегледи, тријажа на пациенти, како и дневна болница и хоспитален третман на пациенти. Во функција на болницата се ангажирани сосем доволен број на професионални лица. Главната работа, односно оној кој што ја раководи, е интернист. Имаме неколку доктори од општа пракса, на број сега во моментот се 5, медицински сестри, некаде од 7 до 10, зависно од потребите, лаборанти, болничари, па и техничка служба со 24-часовен мониторинг од медицинскиот персонал. Бидејќи веќе ги трансфериравме пациентите од претходниот ковид центар на интерното оделение века можевме да го припремаме за својата основна функција, односно примање на пациенти со интернистичка патологија, после негова претходно реновирање, односно реконструкција што беше неопходна после претходната негова функција. Меѓутоа, мора да спомнам дека од пред 7 до 10 дена имаме една нова, релативно неповолна ситуација, односно еден регрес на овие позитивни трендови што ги имавме од 15 јануари па се до 15 февруари отприлика,
со што тенденцијата на намалување е заменета сега со тенденција на известно покачување на бројот на новозаболени, а последователно, консеквентно на тоа и зголемен бројот на хоспитализирани лица, како и лица на дневен третман. Јас ќе ви кажам денешната состојба, овие се најновите бројки конкретно за ковид болницата зборувам. Значи во денешната состојба значи дека имаме 8 хоспитализирани пациенти, имаме над 30 или меѓу 30 и 32 пациента на дневен третман, по претходно регистрирано зголемен број од пред 2 дена кога имавме и официјална бројка од Министерство за здравство, дека имаме зголемен број за 26 ковид позитивни пациенти, во кои што всушност доминират жителите од Стојаково и Ардејци и 6 регистрирани во Богданци. Значи имаме вистина зголемени бројки, меѓутоа ковид болницата ја исполнува својата примерна функција. Значи секој еден кој што е позитивен, има сериозни проблеми, е згрижен во ковид болницата или на дневен третман, или со препорака од докторите кои што се таму во 24 сатовно работно време, под контрола, уште еднаш ќе кажам, на интернист, згрижени под постојан мониторинг на сестри, болничари, така да во моментот имаме ситуација во кој што можеме да се каже дека е под контрола. Како ќе оди понатаму, ќе видиме, меѓутоа јас мислам дека сепак имаме и капацитет, и просторни, и кадровски потенцијал за да може да излеземе на крај со ова нова настаната ситуација. Не знам дали има потреба да ги елаборирам причините за што настана ова зголемување на бројките. Ево, чисто таксативно, повторно ќе ги набројам како игнорирање на препорачените мерки, зголемени социјални контакти, групирања, повторно практикување на домашни забавки, крштевки, слави, заминување на рекреативен ски одмор во соседните земји, така да сето ова допринесува до овој зголемен број на новозаразени, како и зголемен обем на лица, пациенти на кои што им е потребна дневна или хоспитална терапија. Единствениот епидемиолог во Гевгелиската болница, доктор Сашко Олумчев, прстот го вперува повторно кон младите. Групното собирање после 21 часот и ширењето на COVID-19 повторно ќе кажам дека ги обвинува младите, а со тоа и ширењето на малите семејни кластери во кои што настрадуваат повозрастната популација. Во продолжение и изјавата на доктор Олумчев со колегата од Гевгелија. А дали тој се зголемува така како што вие очекувате или уште позголемени? Па видите веќе самите бројки кажуваат. Значи тоа ние си го предвидовме, што е резултат нели и на самите случаи светски кои се на глобално ниво. Британецот дојде, дали е истиот како што е во Британија или малце е модифициран со балкански тип, тоа допар ќе видиме, веќе е докажан, знаете, на вирусологија, во МАНО е направено секвенционирање. Ние немаме пратено примерицу, меѓутоа не ни гледам веќе причина да се праќаат, веројатно тука е присутен совет, поради тоа што имаме веќе зголемување на инфективноста на самиот вирус, гледате за 70% е по-инфективен од претходниот сој, значи од првичниот сој, што значи дека секако се работи за тој мутант. Може би има некои мали варијации кои допрво ќе ги докажуваме, меѓутоа нас тоа толку и не интересира колку што не интересира самата популација. Значи бројките енормно растат и симптоматологијата. Најпрво нели беше кажано првичните студии дека британецот во наводници е само поинфективен за 30% и дава исти или минорни симптоми, меѓутоа излезе дека не е така. Токму спортивното дава страшно лоши симптоми и страшно брзо се ја дава таа симптоматологија, значи првиот веќе вториот ден имаме фулминантна клиничка слика со изразити бронхопневмонии, со високи температури, така да креветите ни се наполнуваат, веќе сите болнички капацитети се преполни. Најчесто сега во моментот ни страдаат младите луѓе, бидејќи тие ни се веќе во наводници, ќе кажеме, тие се хостови или домаќини и инкубатори на самиот вирус. Меѓутоа, првично беа само носители, значи не страдаа, не пројавуваа симптоми, сега се во групата кои страдаат, што е
особено опасно. Зошто? Затоа што во млад организам прво виремијата се зголемува на самиот вирус, значи наоѓаат една здрава средина, меѓутоа и тој организам се брани и има потенцијал да се измутира уште повеќе и да ни направи проблем на другите популации, на другите старосни групи, што за мене е страшно опасно, затоа што веќе имаме наплив на голем број пациенти, односно доаѓаат цели фамилии, од младо до највозрасно. Дали тоа значи Да, повелете. Дали тоа значи дека младиот човек кога ќе влезе во својата фамилија, до 80% веќе ќе ги зарази тие што се... Веројатно така ќе биде, да. Затоа што самата недисциплина, тоа што го рече и самиот градоначелник, тоа го гледаме и ние секојдневно, самата недисциплина, непочитувањето на мерките, а и самите светски веќе истражувања кажуваат дека овој вирус најпрво ги напаѓа младите и тие го шират енормно брзо. Меѓутоа сега веќе и страдаат, што е страшна работа. Знаете дека силен млад организам може да не развие хиперимуна реакција и да не направи голем проблем на самиот организам. Така да ситуацијата е прилично алармантна во однос и на симптоматологијата и веќе на ефикасноста на лековите. Друго да не збориме и за самата вакцина. Значи ние почнавме со една вакцина, меѓутоа ако дозволиме ние вирусот да ни измутира еден-два пати, таа вакцина ќе биде веќе под знак прашање колку таа ќе ни биде ефикасна. Значи не смееме ние да дозволиме уште не почната вакцинацијата да самите себе се да дозволиме мутации и да ја направиме неефикасна од нашата недисциплина. Тогаш веќе ќе имаме навистина глобален проблем. Каква е во моментот ситуацијата во ковид модуларната болница? Бројки на дали сте доволно пополнети креветите? Сите се полни, се чека ред за кревет. Значи веќе да бидеме реални, ќе бидеме отворени. Креветите се преполни, се чека ред за кревет. Персоналот е преполовен, затоа што веќе се знае колку и да се почитуваат мерките, кога има итни случаи, имаме интервенции брзи и поголем дел од персоналот веќе е заразен. Да си бидеме на чисто, нема дискусија. Ние се преброевме колку сме 6-7 лекари во ковид центарот, да одржуваат 24 часа, 7 дена во неделата, тешко. Значи ако продолжи овој тренд, ќе биде опасно. Значи ќе немаме ни капацитети болнички, ниту ќе имаме ресурси човечки. Дали тоа значи дека повторно ќе се активираат некои од одделенијата да се претворат? Ако е овој тренд, претпоставам дека да. Да, ќе мораме, едноставно. Затоа што ова нема врска со претходниот вирус. Значи сосема е различен. За жал денеска почина здравствен работник од нашата болница. Дали ќе преземете нешто врска за дополнителни мерки за заштита на самиот персонал? Персоналот е заштитен, далеку од тоа. Дека не е заштитен, се почитуваат мерките. Меѓутоа, бројот, рековме, напливот на пациенти е толку голем што самиот персонал едноставно можеби некогаш и ќе направи и сам превид, можеби да. А и снимања за тестирања. Така е, а и самите простории веќе се контаминирани. Значи нема време да тие простории се деконтаминираат затоа што се нонстоп полни со пациенти. Така да и тоа си носи свој ризик. Значи ние ги проветруваме, меѓутоа да направите класична дезинфекција, вие треба да го испразните одделението, што е неможно едноставно, значи преполно е со пациенти. На крајот и од двајцата, знаеме дека до сега, како кажа градоначалникот, многу апели се праќаат, меѓутоа ова е крајен момент, мислам, поради алармантната ситуација, сериозно да биде сватено се тоа. Па од ова посериозно, мислам, не знам што друго да кажеме. Ќе кажат само истите зборови и ги повторуваат. Меѓутоа тоа е лекот едноставно. Значи, растојанието и носење маска и хигиена. Значи, 70% е поинфективен, ја напаѓа младата популација, што повеќе да кажеме. Тие не се носителите. Преносувачите, меѓутоа исти. Тие се истите што први ќе настрадаат и ќе го однесат дома. Тоа е страшната работа. И пак ќе повторам. Навремено јавување на лекар. Значи има случаи кои што си седат дома? Си седат дома, апсолутно. И доаѓаат после 5-6 дена со влошени, со тешка клиничка слика, која е дополнително удар на здравствениот систем. Значи тие веќе барат хоспитализација, не можат да се лекуваат дома, барат хоспитализација и го оптеретуваат здравствениот систем затоа што едноставно тие ресурси не се ограничени. Ние имаме толку кревети. Тие се. Така да се јавуваат на матичен лекар, да се јавуваат веднаш при првичните симптоми, за да може навремено да се реагира и да се спречи уште во самиот почеток.
Иако веќе Министерството за здравство побара, владината седница одобри полициски час во земјава кој што стапува од вечерва, општина Гевгелија бараше и ригорозни мерки во самата општина. Воведување на полициски час и Општинскиот штаб за заштита и спасување донесе мерки на локално ниво, со што ќе се превенира за понатамошното ширење на COVID-19 и појавата на британскиот сој во Гевгелија и нивната рапиден раст на бројките во Гевгелија на новопозитивни. Во продолжение изјавата на првиот човек на општина Гевгелија, градоначалникот на општината. Градоначалник денеска подитно беше свикан општинскиот кризен штаб, веројатно не треба да објаснуваме која е причината, поради зголемениот бројка на инфицирани во општината. Го свикавте уште синоќа кризниот штаб. Какви заклучоци произлега од денешниот состанок? Па да, денес го свикав на кризен штаб, заврши кризен штаб. Заклучоците се работи за една десетина заклучоци, од прилика носат една нишка за поголема контрола на теренот, со фокусот да се дава на санкции, бидејќи епидемиолошката слика и цела година уназад веќе прави пандемијата кога е присутна. Доста пати сме укажувале на кои се обврските на одредени економски оператори, одредени угостителски објекти, поготово кафичите, кои гледаме дека на терен не е таква ситуацијата. Ќе се направат патролни екипи, ќе бидат присутни на терен и фокусот е ставен на движењето на младите, пошто по сознанието што не беа кажани на кризниот штаб, евидентно е дека се зголемува популацијата на заболени од младата возраст и ќе бидат организирана страна на општината и состанок со газдите или собствениците на кафичите, зборам не на сите угостителски објекти, него на кафичите, бидејќи сметаме дека тие се таму изворот на жариштата на криза, тука има најнепочитување и ќе им биде укажано за крајната ригорозна политика која ќе биде наметната од органите кои се задолжени за тоа, а ќе биде поддржана таа ригорозна политика и од општинскиот кризен штаб, и од мене како градоначалник и од локалната самоуправа. Исто така ќе бараме, ќе имаме и две барања до централниот кризен штаб околу јавниот превоз, организирањето, начинот за процентот бројките и околу воведување на ограничено движење од 21:30 часот до 5 часот наутро. А во продолжение, каква е состојбата во Струмичката општа болница? Струмица последниве неколку денови бележи раст на новопозитивни од COVID-19. Од управата на болницата вела дека се екипираат, доколку трендот на раст на бројките продолжи во иднина. Лекарите во болницата се малку да одговорат на ситуацијата, но затоа пак специјализантите кои се ставија на располагање на болницата рамо до рамо со специјалистите одговараат на потребите на пациентите, не само оние кои се позитивни изгрижени во болницата поради COVID-19, туку и за останатите низ оделенијата и амбулантите. Бројот на здравствениот персонал е тој со кој што располагаме. Јас само сакам да се благодарам и на лекарите, специјалисти и на лекарите секунданти кои што навистина даваат се од себе да можеме да одговориме на сите потреби на пациентите. Струмичката болница привршува со активностите околу новата ковид болница, кои ќе надополнат болнички легла. Кузмановска вели дека како управа не имаат недостиг на лекови. Редовно се прави и набавка на кислород кој е нужен за потребите на пациентите кои се сместени на инфективното оделение и имаат потешка клиничка слика. Во југоистокот активни се 535 лица. Гевгелија со најмногу регистрирани, односно 255. Бројките во Струмица одат во нагорна линија, со активни 182 лица. Докаде е ковид болницата во Струмичката болница, ја гледаме изјавата на доктор Катерина Кузмановска, директор на ЈЗО Општа болница Струмица. Благодарам за најавата. Денешен гостин во вестите е директорката на ЈЗО Општа болница Катерина Кузмановска. Директорке, добре дојдовте во вестите и кажете ми, сведоци сме дека во последниве денови Струмица оди во нагорна линија што се однесува на новопозитивните
од COVID-19. Каква е состојбата во Струмичката болница, раздвиженоста на дневна амбуланта и прием на оделение? Ви благодарам на одвоеното време. Ние сме тука секогаш да споделуваме информации кои што ќе бидат од интерес, се разбира, и за нас како јавна здравствена установа и за пациентите кои што добиваат услуги во Општа болница Струмица. Јас би сакала да потенцирам на почетокот на ова кој што ме прашавте, значи ако сакаме да бројот не расте и понатаму, е зголемен, точно, јас ќе ги кажам податоците во последните неколку дена со тенденција за растење, меѓутоа ако сакаме да не продолжи овој раст, мора да внимаваме на мерките, значи мора одржување на дистанца, значи мора да не се собираме во јавните простори, мора да носиме маска, и само на тој начин можеме да спречиме да бројот и понатаму расте. Општина Струмица, Општа болница во Струмица има тенденција на пораст на и хоспитализираните пациенти од ковид и пациентите кои што доаѓаат на дневна болница. Ние имавме можеби некаде околу 8 хоспитализирани пред 10 дена и околу 10 на дневна болница. Сега бројот е зголем, имаме 32 пациенти вкупно, од кои што 17 се лежечки, 15 доаѓаат на дневна болница, од нив 9 се на кислородна поддршка. Имаме по неколку транспорти дневно на оние за кои што сметаме дека ми е потребно поддршка и лекување во терцијарна здравствена установа и сме во постојан контакт со клиниките во Скопје и ковид центрите. Јас само сакам да упатам една порака до сите граѓани во Струмица. Значи, како прво реков да се придржуваат на мерките и како второ да бидат спокојни, значи ние имаме доволно легла во моментот. Постоечкиот објект кој што ни е прилагоден како ковид центар располага со 25 легла. На одделот за инфективни имаме уште 25 легла кои што не се воопшто во употреба. Во тек е изведба на доводна цевка за централизиран кислород од новата болница, за да можеме да имаме кислород и на втори спрат во инфективно и да ги ставиме и во употреба овие 25 легла овие денови и уште 37 болнички кревети во модуларната болница кои што во секој момент можат да бидат пуштени ако имаме потреба. Значи модуларната болница е подготвена, спремна, така да имаме доволен број на болнички кревети, меѓутоа бројот на здравствениот персонал е тој со кој што располагаме. Јас само сакам да се благодарам и на лекарите специјалисти и на лекарите секунданти кои што навистина даваат се од себе да можеме да одговориме на сите потреби на пациентите. Епидемиолозите и лекарите во земјава зборуваат дека не очекува нов бран со коронавирусот и во Струмичката болница полека се подготвува со модуларниот ковид центар да ги стави овие легла во функција, се и со цел на пациентите да се излезе во пресрет, но еве и пред малку и сами рековте дека проблемот не се можеби леглата, се проблемот лекарските капацитети и медицинскиот персонал. Како ќе го решаваме понатаму овој проблем? Значи, ние во изминатиот период го имавме проблемот, кога имавме и до 80, па дури и до 120 пациенти кои што минуваа низ дневна болница и низ лежачките капацитети во Општа болница Струмица. Не сметам дека ќе имаме. Мислам дека имаме доволна екипа на лекари специјализанти во моментот, кои што навистина излегува во пресет, тоа се некаде околу 20-тина, кои што се на крај од специјализацијата од интерна медицина, неврологија, така да ги вклучивме и навистина овозможивме да имавме и лекари кои што доаѓаа од другите градови, значи постојано сме во контакт со другите општи болници од јавните здравствени установи во близина и во универзитетските клиники во Скопје. Така да секој од овие лекари би излегол во пресет ако не имаме во момент потреба од некој од интернисти, инфектолози или друг вид на специјалисти кои што можат да се вклучат во лекувањето на пациентите. Доктор Кеј, само за кратко за крај, имаме ли доволно лекарства, имаме ли доволно кислород? Да. Значи јас само сакам да упатам една порака, значи од една страна дека пациентите мора да бидат спокојни, мора да бидат трпеливи, значи мора да одржуваме дистанца и овде во амбулантите, значи ние се обидовме да имаме 15-20 минути во однос на пациентите кои што доаѓаат, значи посебно лист на кој што ќе пишува во колку часот кој пациент ќе дојде за да не се ствара тај гужва кој што се создава особено за пациентите кои што доаѓаат на дневна болница. Јас би ги замолила да бидат стрпливи, значи и во однос на амбулантските прегледи и во однос на терминот за доаѓање на дневна болница и само на тај начин можеме и ние да се заштитиме и да ги заштитиме и здравствените работници. Лекови има, значи може да бидат сигурни, кислород имаме.
Во моментот еве се работи на централен кислороден довод во инфективното оделение, така да не сметам дека би имале некој проблем. Само мора да почитуваме мерките, мора меѓу себе да се почитуваме и мора да ги почитуваме и здравствените работници и да имаме респект, затоа што еден здравствен работник на 50, 60, 70, 80 прегледи доаѓаме, на вистина е тешко. Благодарам многу. Благодарам и на вас. Со ова изјава го завршуваме денешното издание на емисијата ТВ Ординација. Останете понатаму со нашиот канал. Од мене до гледање.